Со години наназад Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев е најпривлечен за студирање од сите факултети на овој универзитет. Интересот расте од година во година, студенти има од цела држава и квалитетот на наставата е добар, велат студентите. Ирис телевизија меѓу студентите на Факултетот за медицински науки со прашање каде тие ја планираат својата професионална иднина. Стефан Коцев, студент на 6-та година, член е на Факултетското студентско собрание и студентски представник на Универзитетското собрание. Смета дека државата треба да ги мотивира студентите на медицина да ја градат кариерата овде, иако поголем дел од нив размислуваат за странство. На Факултетот за медицински науки, конкретно за општа медицина можем да кажем, препознаваме на интелектуална артилерија од студенти која што доколку остане во Македонија ќе донесе сериозни промени во иднина. Сега како да остане? Што треба да се случи за овој потенцијал да го имаме ние? Јас сметам дека треба да се донесат промените, треба да се носат уште во фаза на образование. Сметам дека проблемите се решаваат од поединечно кон општо, во случајов поединечно образованието, кое е нужно ќе донесе импликации понатаму и во здравството. Како? Еве еден предлог, можеби не на краток рок, но барем на среден рок можеби може да се направи студентите во 6-та година да имаат платена пракса, ако не full-time job, барем part-time job, неколку часа дневно, уште во фаза на студирањето да почувствуваат дека нешто корисно прават, нешто продуктивно прават и за истото тоа добиваат позитивен фидбек. Дијана Иловска, студент на 4-та година на Факултетот за медицински науки. Тешка е одлуката да се замине далеко од блиските, вели таа. Мислам дека масовното заминување на лекарите во западните земји ќе се намали, доколку овде има услови за вработување и напредок во кариерата. Секој кој одлучува да ја напушти државава прави огромна жртва, бидејќи го напушташ родното место и местото каде што си се развивал, каде што си вложил во своето образование, каде си растел, поврзан си со мемории, сите тие работи. И таа одлука која ја носат и докторите и младите студенти да студираат надвор и да се надоградуваат надвор е огромен зафат кој сите го земаме. Сега јас искрено би сакала да останам во Македонија, доколку во Македонија се нудат подобри услови и за надоградба и за работа, бидејќи сите сме свесни какви се условите за вработување. Најголем дел од колегите не само што размислуваат за работа во странство, туку и активно учат странски јазици, најмногу германски, и ги разгледуваат можностите кои медицинските центри во Европа им ги нудат на младите лекари, вели Филип Николов, студент на 4-та година, кој вели дека платите не се решавачкиот момент при одлуката за живот во странство, туку можностите за професионален развој. Тоа е една, како да кажам сега, не мода, туку еден тренд кој што младите секако размислуваат за работа во странство. Сум размислувал и јас нормално. Најголем дел од моите колеги, како што сум разговарал, тие дури веќе си припремаат за да одат, за да заминат во странство, преку учење странски јазици и така натака. Причината за која што сакаме или сакаат голем дел од младите да заминат од тука е тоа што таму се нудат подобри услови за работа и за надоградување на својата кариера. Во последните 5 години над 800 лекари ја напуштиле државата. Минатата година од вкупниот број на доктори на медицина кои го положиле стручниот испит, дури 60% од нив се изјасниле дека своето вработување ќе го бараат надвор од Македонија. Проблемот е регионален, а најпосакуваните дестинации каде што има работа за лекарите и сестрите се Германија, Австрија, Белгија, Словенија и нордиските земји.